Насмеаните лица од билбордите на председателските кандидати и на СДСМ Пендаровски и на ВМРО ДПМН Силјановска Давкова не можат да ја скријат загриженоста на политичките лидери и на власти и на опозицијата за цензусот на председателските избори. Од скопските митинзи првиот и вториот ги повикаа гласачите да излезат и да гласат, бидејќи овие председателски избори не биле обични. За власт од успешноста на изборите ќе зависи и темпото со кое ќе се движиме напред кон НАТО и Европската Унија. Знаете дека за председателските избори цензусот е висок и дека не е доволно да го поддржиме Стево Пендаровски или да сме против Гордана Силјановска. Тоа треба да го кажеме со пенкало на гласачките места. Ова не се само обични избори за председател. На овие избори избираме сигурна опција, избираме да продолжиме по автопатот на иднината. Сето друго е споредна улица која сигурно не носи кон провалија. И според опозицијата, овие избори треба да се добијат со гласачко ливче, бидејќи само така ќе се застане, како што велат, на патот на заевизмот. Излезете и гласајте. Не барам да гласате поради мене или ВМРО ДПМН. Гласајте поради себе и своите семејства. Ако нема цензус од 40%, ќе си го сменат уставот и ќе си решат председателот да се бира во собранието. Погодете тогаш на каков начин ќе се врши изборот. На нивен, со пазар. Портпаролката на ДИК Гугучевска за Еден ТВ вели дека цензус има само во вториот круг. Државната изборна комисија го заклучи избирачкиот список со 1.808.131 гласач. Тоа во бројки би значило дека за да биде избран председател во првиот круг на гласање, еден од кандидатите би требало да освои повеќе од 904.066 гласови. Доколку тоа не се случаи, за 2 недели се организира втор круг на гласање и во него ќе учествуваат двајцата кандидати кои што во првиот круг освоиле најголем број на гласови. Во вториот круг пак ќе биде избран кандидатот кој што освоил мнозинство од гласовите од гласачите кои излегле на гласање под услов да гласа 40% од запишаните избирачи. Во превод, во бројки, тоа би значило да гласат повеќе од 723.253 гласачи. Според дел од експертите, грижата и на власта и на опозицијата за излезноста на граѓаните на председателските избори може да значи дека не се задоволни од мобилизацијата на независните гласачи.